Станува збор за трка од кратка дистанца, 3,78 км. Меѓутоа, бидејќи се движи по самиот црт на планината под Козјак со позитивна искачувачка денивелација од 1050 метри, станува збор за интензивна трка со прилично каменест терен, претежно стрмен по целата должина на патеката и прилично напорна трка, што значи дека нема да станува збор само за трчање, туку комбинација од трчање и брзо одење. Идејата беше да направиме некој вертикал од оваа страна на Козјак, бидејќи од другата страна во рамки на Крали Марко Трейл тој сегмент од Козјак е веќе фатен. Ние сакавме малку да го популаризираме овој дел. Навистина е напорна и стрмна стрмна вертикала има. Се очекува негде да има околу 40 надпреварувачи. Патеката е долга, значи 3,7 км, со 1050 висинско искачување, па по моје очекување планирам да првите да заврши негде под 50 минути. Колку вертикали има во Македонија? Па во Македонија има вертикали Терипашина, Чупино имаше организирано зимски, овој и тоа е, толку сум се. Па атрактивни се заради стрмнината, нагибој на патеката и цело време што има искачување. Значи најбитно е да има во што помалку километри повеќе искачување. Тоа е прави поатрактивна трката. Релјефот во цела Македонија глобално е атрактивен за планински трки, бидејќи висината на планините е до кај 2500 метри надморска висина. Тоа е идеална висина за трчање на планина. Прилепскиот регион на вистина е многу атрактивен. Во него се организираше и првата трка воопшто од ваков карактер во Македонија. Потоа втората момата и третата ова е државно првенство или национално првенство во планинско трчање, односно вертикално искачување. Тоа што оваа патека ја прави особено атрактивна е теренот, конфигурацијата на теренот, непристапноста на теренот, тоа тешка е, многу е тешка, брутална како сакате наречете, ја камењаст терен, карпес терен, мора да се внимава секој чекор, бидејќи овдека се трча, не смееш да направиш една грешка. We don't care, throw music industry in despair. It's a little bit queer, but have no fear. Let's get connected, peer to peer. We don't give a shit about a copyright law. We take it from the rich and give it to the poor like a high-speed internet Robin Hoods. Pirates can go file, share wood. You can find anything if you seek. Government secrets from WikiLeaks, images of naked celebrities and Jamie Oliver recipes. Doesn't really matter where you're coming from Barack Obama to Kim.com. Everybody downloads pornography and dubious a collective MP3s. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it press delete. Is for free, download now ASAP. Once you hear it, you will see. Козјак Вертикал е една од неколкуте планински трки во Македонија кои што заземаат се поголема подем, значи што во вертикал формат, што во формат на повисоки планини, а подолги при тоа, или пак на исто така пристапни ниски планини, исто во различни формати по должина и висинско искачување и спуштање. Трендов во светот постои многу одамна, кај нас последниве години се побројни се ваквите трки, овие убави настани и сметам дека се
еден убав начин да се доживува природата, значи од друг ъгол, значи затоа што постои трка која што го искачува Козјак од една друга страна, ова е сега нова страна за сите нас. Верувам дека повеќето кои што не се од околината на Прилеп никогаш не го искачувале Козјак од тука. Планинското трчање. Чистиот воздух, луѓето што се ангажираат за подобра и чиста средина и нормално дружењето и позитивните работи. И лекливој спорт. Не. Потешко ми е, имам пробано и на асфалт да трчам, но ова ми е полесната страна. Можам да кажам слободно дека растеме тркачки, дали во однос на планинските, дали на градските трки, на наша радост на рекреативците, пошто 90% од тркачите, јас велам трчачите во Македонија, сме рекреативци. На наша радост растат трките, веќе ова е моје 7 учество, мислам дека на трка, втора планинска, односно трета, покрај екстра организираната Чупино трейл, исто вертикал беше, значи и таму се собравме некоја добра група, 50 на луѓе, исто како и денес. Имаше второ издание на Водно матка, екстра организација. И ете, тука се тркиве, Прилеп исто лани имаше возобновување на полумаратонот, што претходно беше организиран како поштенски, тие што се претходните изданија ги памтат две добри изданија, лани беше. Значи растеме.